Оваа влада е манипулативна и полна со лаги. Таа не се бори Македонија да влезе во ЕУ, ниту пак има план како да го реализира тоа. Токму луѓето од оваа влада се виновниците кои што го уништија процесот Македонија да биде дел од Европската Унија, затоа што прифатија нешто што никој нормален во оваа држава не би прифатил. Порача денеска од Прилеп председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање дали е можно земјава да влезе во Европската Унија и пред 2030 година, како што уверуваат Пендаровски и Ковачевски, доколку опозицијата не го кочи процесот со несогласувањето околу уставните измени. Ако сакаме на вистина да ја придвижиме Македонија кон Европската Унија, прво што треба час поскоро вие да заменат. Тие се борат само за да останат ден повеќе. Тие се борат за тендер повеќе. Тие се борат за повеќе украдени народни пари. Тие не се борат, верувајте ми, ниту пак имаат интерес Македонија да ја видат во рамките на Европската Унија, затоа што таму политички измамници и политички криминалци од нивниот ков нема. Освен ова, Мицкоски упати сериозни критики и за новата кампања на власта, наречена Ние Европа, а за која, според него, се фрлаат 80.000 евра народни пари, но не за европско, туку за нечие партиско себерекламирање. Самата кампања е прво плагиат, а второ имаме партиска кампања која што ја плаќаат граѓаните и можете да ја видите таа кампања како на партискиот портал во живо е емитувано, односно има лайв стрим таму. Практично вие граѓаните повторно плаќате партиска кампања, но како и да е. Не треба граѓаните во Македонија да бидат загрижени, затоа што нас ни треба да се обединиме. За неколку месеци од денеска ќе дојде денот кога Македонија ќе биде ослободена од овие политички измамници и криминалци и ќе ни требаат луѓе, сите заедно, обединети, да си ја кренеме државата. Мицкоски очекува дека со скорешните избори, се едно дали ќе се одржеле есенва или напролет, конечно ќе дојдело до промена на власта и ќе почнело решавањето на купиштата реални, екзистенцијални проблеми кои сега ги имаат македонските граѓани.